Ве водиме во Велес овој пат за да ве запознаеме со најдобриот гајдаџија меѓу куварите и најдобриот кувар меѓу гајдаџиите. 76 годишниот Лазар Петровски од Велес е пензиониран кувар, но целиот свој живот е со музиката. Неговата голема страст за овој народен инструмент го натерала да започне и сам да го изработува, што го прави еден од ретките кај нас. Со гајдата го пропатувал светот како член на културно-уметнички друштва, а се уште не пропушта ниту една слава на поголемите манастири во Македонија. Уште едно нешто по кое тој се издвојува од останатите гајдаџи е тоа што тој и пее додека свири, па дури и знае и да заигра, и покрај неговите години. Најпрвен свирал на шупелка, за на неговата 48 годишна возраст да се влюби во гајдата со која до денес е неразделен. Како дете свирам уште од малечок со шупелка. 48 години кога направив, тоа е тргнав во едно друштво, Брако, 2 години, 84 и 5, 86 отидов во Франција со керамичар во Конфоланз на фестивал и враќајќи од таре купив гајда. Желба ми беше да пробам дали ќе можам да свирам и купив гајда од Прилеп. 86 година. Со шупелка свирам од дете уште. После со гајда беше многу лесно што знам многу песми, а и знам да играм добро. Тоа многу ми помогна. Значи музиката се учи многу полесно ако знаеш да играш да пееш. А многу тешко ако не знаеш да пееш. Самиот тон, самата мелодија те влече значи да тоа нешто го створиш, го научиш. И од тогаш до денес неговиот живот е со оро и песна. Воопшто не ги жали тогашните милиони кои ги платил за првата негова гајда. Кога отидов во Прилеп да купувам, тоа беше у среда, ми рекол ќе доеш во сабота ќе биде готова гајдата. Тога беше у милиони, не беше у илјади пари, милионите тога владеа. Дадо 3 милиона, дадо некоја разлика од работа и ја отидов да купувам гајда. Децава треба за куќава бараат нешто помош. Ја купив гајда, викам ако сега не купам никупат. Кога изедо гајдата во Прилеп имаше едно Трајче Мариовчето гајдаџија, црното од Мариево. Во Прилеп се згоди тоа кај мајсторот. И кога зеде да свири многу во свирјако, зедов не можам да ми паѓа гајдата од раси. И почна да ми тече потта по грбот од срам. Вика, не бе, Гале, вика, што се сечириш, како не научиш да свириш, вика, че ти стоја над зидот, вика, си ја гледаш, вика. И толку ми беше срам, незгодно. Не мина ни една година, отидоме со керамичар у Долни Ниве, фратија на фестивалот. Обна тоа е 86-та, 87 година одам со гајда првпат, а пред тоа со шупелка бев. Има прво место земно со шупелка на фестивалот. Кога 87 година отидов со гајди, тоа Трајче Мариовчето, гајдаџива се чудеше, га Лазе, кога научи да свири со гајди, вика. Имаше со мене на секретарка од друштвото, нејзи вика, речи му на Лазо уште еднаш да ми засвири каде чуем, вика. И му засвирот да чуе дека за една година, не пуна година, дека може да се научи нешто. Неговата упорност и љубов кон гајдата се покажале на дело кога набар го започнал и со изработка на гајди. За себе, но и за другите гајдаџи. Малку време свирија со гајдите, после почнав да работам нешто со гајдите. Почнав да контактирам со Прилеп со гајдаџивија таму вамо. Нешто ја работев, нешто они, почнав дома да спремам кожи, главини да правам. Ево, се тие главини од мене изработени, сето тоа. Сам штам кожи, препродавам, тамо вамо трнал, Лазо прочујан некако со гајдиве. Почнав по манастириве додам, да свирам, да пеам. Нема човек да речем, 80% ме знаат по манастири кој дека сум од Велес, дека Лазо од Велес или овој гајдаџи од Велес. Ги слушам муабетот што го прават. За друштвото више да не зборувам, имам многу држави поминато, многу фестивали имам поминато. Најдобар фестивал ми остави печаток во Дижон, Франција. Таму многу народ, многу голем фестивал, многу убаво поминаме.
па и Холандија, па и Шпанија, па и Полска, Украина, тамо минаме преку Украина, Белорусија до Летонија, беме тамо, во Маđarска, во Румунија, во Турска имам идено сигурно преку 14 пати, 15 со пионерите, со големото, првото друштво и така. Откога веќе се прочул со гајдата, Лазар сакал таа љубов да ја пренесе на помладите. Така оформил група од деца кои ќе учат да свират на гајда. Децата не само што научиле, туку и победиле на фестивалот во Долнини. Ме викна во пионерски дом, имаше таму добри услови, со парно, со сето тоа, ми дадо едно оделение таму соба и јави ме кој сака со гајди да учи, се јави околу 13-15 деца, од тие деца остана само 6 деца. Постепено едно од друго се откажа. Со тие 6 деца ги учивја 3 години, 4 беме. Првата година со кавалчиња, втората година одма зедоме само со гајдарка. Отидоме во Прилеп, купиме сите исти калап и така свириме. Требаше со кавалите да одеме на фестивалот во Прилеп, меѓутоа ни додоа гости од Турска. Кај што одеме таму во Турска, од таде ни додоа баш тој ден. Еради тоа не можеме да отидеме со кавали, тоа го уште беше Пеце Жив Атанасовци. И ние 97 година отидоме таму на фестивалот со децава со гајди. Тие беа од 8 до 12 години дечиња. Имам слики, можете да видите и слики, колку големи тапанџијата не се познаваше од тапалот. Сите се чудеа кој ви е учи, од кај си, што се. Немаше човек да не праша и да не ги изгледа. Такви мали деца. Сето тоа го направиме со чеј, со срце, нели, човек што има дарба у душата, а па многу е важно таа дарба да го пренесеш на некого. Да го пренесеш на тој што може да го прифати, да го научи. Оди секој нема мерак. Тој вели дека дарбата и талентот, но и трудот влијаат многу на тоа некој да стане добар гајдаџија. И па ќе решам колку да проба, ако нема дарба, со години да учи нема да научи. Факултетот се учи со години. Имал, немал дарба, ќе чита тамо, вамо, нешто ќе му попуша, ќе стане лекар или било што, нели? Меѓутоа, музиката се учи само со дарба. Он може да свири, ама колку ќе свири прашање. Во Македонија има гајдачи, може не знам колку. И стари и млади има многу. Меѓутоа, прав гајдачија, добар гајдачија, ретко е, али посебно па да свири, да пее, одаме по манастириве, по 20 души има гајдачи, пробишти, манастирот на Мала Богородица, Крива Паланка, Светијачин, таму се гајдачи, таму тој дел има доста. Кај Тројца, кај Петера си стоят, како свириле, што свириле, гајдата ќе земе еден од друг, ќе свири, ќе проба како што. Ја тоа не го правам. Ја гајдата нарамо ќе прошетам, ќе најдам уштерија. Мајсторе, оди да ме направи едно песмиче. И ќе направиме, ќе запееме, ќе засвириме. И немало кој рекол, многу ти убава гајдата. Гајдата убава, треба да свириш и да пееш. Тешко е да се свири на гајда и пее истовремено, вели Лазар, кој покрај неговите години се уште и свири на гајдата, но и пее истовремено. Многу е напорно, ама треба да се упорен. Прибејќи кога пееш, гајдата издишува воздухот и треба одма да се префрлиш, кога што пееш, одма треба да дуваш. Припевот, тоа е припев, нели, да го правиш припевот. Така да песма и да пееш и да свириш со гајда е тешко. Ја барем до сега, може 2-3 да сум видел, ама со 3-4 песми, 5. А ја имам, може, така речено, испишани преку 60 песми нагоре. И можам да му давам ливчето, еве ти го ливчето, еве ти ги песмите од тие 60, да не речем 80, и 80 има, која сакаш ќе ти отсвирам и ќе ти испеам. Тој е пред се голем влюбеник во народната песна. Песните испеани од доаените Никола Бадев, Сариевски, Васка Илиева се оние кои нему му се при срце. Многу песми ги знам ја. Ја песми колку што имам, тоа ја верувам пејачите дали знаат толку песми.
Имам песми да представиме. Ѓорѓи свадба запошал, поканил рода и комши и велешите чалџи. Таа песма не е ни чуена, ни видена. Денеска е света недела, утре е ден понеделник. Гостите да се испратат свадбата за да се заврши, вика. Стражар во село пристигна и телеграма донесе. Сите млади војници да одат, мајчи синови да испраќат. Управа Ѓорѓи суправа која на крај село излезе, вика, камбаните жално биеа. На Ѓорѓи му се нажали си прегрна ливјето, вика. Неко душа ми се нашали. Мариче, Дилбер Мариче, вика, ако ти Абер престигне, вика, ќе са ме меле убиле. Минало, вика, малку не многу, стражар на порти зачука, испадна млада Марика од Ѓорѓи Абер прими. Почнала Мара да плаче, офлеле Боже до Бога, вика, досега сум клетов сирече, значи сире била, а од сега, вика, млада вдовица. Тие се стари песми, тие се многу овие песми. А песните знајни и незнајни нашиот народ ги сака, вели Лазар. Но уште поинтересно е како реагираат луѓето надвор од Македонија кога ќе го чујат звукот на гајдата. Јас се сеќам во Франција дојдоа дури од Шведска, тамо во други држави дојдоа во Франција, во Джонкове, од и поешко дена, неко 18-20 дена, така нешто. Од многу држави дојдоа наши во Франција. И странци го живеат. Ја не ја разбира песмата, ма му е мерак да слуша. Да слуша, тоа е многу важно. Зависи кој народ ќе најде. Младиве многу не ги интересира младиве, ама сепак постариве, од овие песми јас ќе знам поешко се од Васка, од Бадев, од Сариев, од тие, нели, постариве пејачи, Драјца Николова тамо, сега више сум ги изумно и јас. Тие пејачи, ја кога слушав дека се пее песма кога додов туку у Велес, кај Железе Мосева имаше трче во чаршија, еден тел имаше од мостот на куќава закачен, спруџи реалишта да него примете ми трчејќа, овде сум се закрил, забот се ускршив. Значи толку мерак кога пееше Бадев, Мариче, Дилбер Мариче, ако ти е машка рожбата, вика, на моето име да крстиш, вика. Тие песми. Што да ви кажам, не можам да искажам за песми. Сега е зима и тој многу поретко свири со гајдата. Но штом за пролети, тој ја користи секоја прилика да засвири. Било да е тоа на некоја манастирска слава, собир на пензионери или некој панагер. Секој вторник, петок, пазар у Велес и недела, ние сме чаршија, се собираме тамо и кај ќе чујам, дали пензионери, дали млади, дали стари, не е битно за мене. Јас си плаќам карта често поштано и си тргам. Гајдата? Да, гајдичето со мене и си тргам, без гајда не одам. Секогаш кога ќе му затрепери душата, тој ја зима гајдата во своите раце. Така беше и кога ја снимавме оваа луѓе и места. Со звукот на гајдата се поздравуваме од вас овој пат. Следна средба ви закажуваме за точно 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.